Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Нумовски, годинава ќе зема повисока плата, а планирани си нови вработувања во општината во време кога владеачките структури ветуваат намалување на бројот на администрацијата. Според буџетот што го изгласал Советот на општината, платата на Нумовски ќе му биде повисока за 4100 денари и ќе изнесува 65.000 денари без пресметани давачки за пензиско и здравствено осигурување. Вклучително со овие давачки на годишно ниво произлегува дека од буџетот на општината ќе се одвојуваат 1,5 милиони денари за градоначалничката плата. Тој на располагање ќе има 1 милион денари за репрезентација, односно за јадење, пиење и за представување на општината. Во буџетот, повисоки суми се одвоени за плати, односно ако лани биле одвоени 17 милиони 370.000 денари, за годинава испланирани се 20 милиони 823.000 денари. И покрај ветувањата на владеачките структури, дека ќе се намалат вработувањата во јавната и државната администрација, буџетот на општина Ѓорче Петров се зголемува за речиси 1 милион денари за привремени вработувања. За нови работни сили, кои привремено ќе бидат ангажирани во општината, на годишно ниво се издвоени 12 милиони денари. На последната седница на Советот се изгласа и нов план за вработување, според кој во општината ќе се вработат 20 нови луѓе. Модерна градинка во Волково и 3 надградени училишта во општината. Нова модерна амбуланта во Дексион. Отворен и затворен базен. Решавање на сообраќајниот хаос и изградба на монтажна катна гаража кај пазарчето. Спортот и младите ќе бидат врвен приоритет. Јас сум Александар Наумовски, кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров и стојам за секој проект во мојата програма. Додека платите кај општинарите се зголемуваат, Нумовски не предвидел повеќе пари за нови градинки, реконструкција на објекти, нови капитални проекти, зголемување на платите на вработените во градинките и училиштата, списанија, весници, униформи. За 740.000 денари се намалени и парите за наставно-образовни помагала, односно клупи, столчиња, табли. Нумовски во изборната кампања вети 2 нови градинки, едната во Новосело, другата во Волково. Во моментов се наоѓаме на локацијата каде што е планирана новата градинка во Волково. Како што самите можете да видите, представува една нова визија. Градинката во Волково според програмата треба да биде готова до 2020 година, но во буџетот нема издвоено пари за оваа намена. Ставката за подготвување проекти на деловни објекти и изградба на деловни објекти изнесува 0 денари. Нумовски вети и развивање на театарската уметност во општината, проект кој требаше да заврши во 2020 година, но досега ништо од тоа не е отпочнато. Исто така на оваа локација позади мене требаше да биде отпочнато со градба на нов отворен и затворен базен, но за сега може да видите само една огромна нива со дросет и фотелја, истата запуштена. Иако во текот на минатата година, Ѓорче Петров имаше голем проблем со загадениот воздух, Нумовски решил да ја намали сумата за одржување на зелени површини и наместо 1 милион денари, таа изнесува 500.000 денари. Општина Ѓорче Петров се соочува и со други поголеми проблеми. Во предизборието, градоначалникот Наумовски ветуваше гасификација на општината, а голем дел од жителите немаат ниту атмосферска канализација. Жителите се револтирани и зад камерата велат дека со години одат по калови за да стигнат дома, а возејќи по дупките ги уништувале нивните автомобили. На Ѓорче Петров му недостигаат и градинки, но засега останува само најавата од предизборието, но реализацијата ќе почека.